Продажбата на дресот кој Коби Брајант го носеше во дебитантската сезона се продаде за неверојатни $7 милиони. Со тоа стана еден од најскапите колекционерски предмети од спортската историја. Но зошто дресовите на врвните спортисти стануваат се поголем хит на аукцијските куки? Јас сум Христијан Станоевик, а вие слушате новата епизода на Балкан Каст, подкастот на ТРТ Балкан. Долго време на аукциите доминираа спортски предмети од американскиот спорт број 1 – бейсболот. Многу фанови со години инвестираа во спортски картички кои ги содржат деталите за сите бейсбол играчи, а со текот на времето нивната вредност драстично се зголемува. Така се создаде цела индустрија на тргување со картички, кои чинат неколку долари во регуларна продажба, за потоа да стигнат вредност од стотици, а во некои случаи илјадници долари. Во последните години, како што се зголемува светското богатство кое го поседуваат малкумина, така и се прошири изборот на предмети кои ќе служат за складирање на вредноста, во однос на волатилните движења на берзите и останатите хартии од вредност. Спортските дресови, картички, медали од првенства, па дури и олимписки меморандуми стана новите скапоцени уметнички слики. Замислете дневен салон на некој милиардер, каде покрај закачените дела на Пикасо, Рембрандт или Моне стои врамен дрес од Марадона, Пеле, Мухамед Али или Мајкл Џордан. Модерниот спорт прерасна во нова форма на гладиаторска арена. Во врвните спортисти се вложуваа стотици милиони, а во маркетинг пазарот се вртат стотици милиарди евра. Освен финансиската заработка која постојано се зголемува, спортот стана и нова арена на политичко и културолошко влијание. Затоа не е големо изненадување дека спортските предмети се почесто го наоѓаат патот до полиците на ултрабогатите, како вредни трофеи за престиж, слава и успех, со надеж дека достигнувањата на спортските икони ќе им се пресликаат во нивниот бизнис. Така, освен дресот на Коби Брајант, дресот на легендарниот бейсбол играч Бејб Рут од третиот надпревар од светската серија од 1932 година беше продаден за $24,2 милиони. Дресот на најверојатно најдобриот кошаркар на сите времиња Мајкл Џордан од финалето на НБА од 1998 година на аукција достигна цена од $10 милиони. А за дресот на Марадона од легендарниот мондијал во 1986 година беа потрошени $9 милиони. Тоа беше се за оваа епизода на Балкан Каст. До следното слушање, останете информирани и собирајте спортски картички или дресови. Може ќе бидат паметна инвестиција за иднината.